Продолжуваме со точка 6. Предлог одлука за повлекување на одстапена противпожарна опрема на користење и чување на доброволно противпожарно друштво Горица оператива Конче. Дали имате прашања? Повели? Врска со оваа точка што имаме, предлог одлука за повлекување на одстапена противпожарна опрема на користење и чување на доброволно противпожарно друштво Горица оператива Конче. Значи, во врска со оваа точка имам спремено еден говор, кој би сакал да споделам со вас. Советник, но пред секој човек кој смета дека јавниот интерес мора да биде над политичките и личните интереси. Не можем да ја поддржам оваа одлука во ваква форма. Во образложение на предлогот стои само една општа и недокажана констатација дека ДПД не постапува согласно претходната одлука. Не е приложен ниту еден записник, извештај, решение, опомена или друг документ со кој би се потврдило тоа тврдење. Советот не е суд и ние не смееме да носи пресуди без докази. И прашувам вас, кој кога утврдил дека ДПД не ги исполнува своите обврски, каде е записникот од таа констатација или контрола, каде е извештајот за состојбата на опремата, дали Сдруженијето е писмено известено за наводните пропусти, дали му е дадено можност да ги отстрани евентуалните недостатоци, дали е побарано негово мислење пред да се предложи одземање на опремата. И доколку одговорот на овие прашања е негативен, тогаш се поставува прашањето дали воопшто е запознаена правичната и законската постапка. Дополнително станува збор за противпожарна опрема добиена како донација за заштита на граѓаните. Наместо да разговараме како да ги зајакнеме доброволните противпожарни капацитети во општина Конча, денес расправаме како да им се одзема опремата. Ова остава впечаток дека зад одлуката стојат причини кои не се наведени во материјалот доставен до Советот. Ниту еден советник не сме, барем моје мислење, да гласа врз основа на предпоставки и нецелосни информации. Нашата обврска е да ги штитиме интересите на граѓаните, да обезбедиме транспарентност и да не дозволиме Советот да стане институција која формално потврдува однапред донесени одлуки без соодветни докази и образложенија. И затоа сметам дека оваа точка треба да биде одложена за друга седница, доколку ќе можете сите наведени други документи да ни приложите за другата седница. Целосна документација на наводните пропусти, извештај за состојбата на опремата, доказ дека е спроведена соодветна постапка и изјаснување од ДПД Горица оператива. Во спротивно, сметам дека Советот би донел одлука без доволна фактичка и правна основа. И поради наведените причини нема да поддржам оваа одлука и давам предлог да се одложи додека не ги стекнеме сите додека не ги приложите сите останати документи. И мислам дека тука вие председателке треба малку повеќе да внимавате кој ќе пошто на самиот дневен ред се потпишувате вие, а предлагач на одлуката претпоставувам, мислам дека градоначалникот него врзува што и како, но вас во врзува мислам дека за секоја точка што има на дневниот ред и мислам дека вие како председател на Советот на општина Конче треба малку повеќе да внимавате, зачи ние да не донесеме некоја одлука што нема никаква поддршка законска. Ви благодарам. Дали имате други прашања? Јас имам прашање на
Горица и оператива е ослободено од било какво гонење или се донесува одредена позитивна или негативна одлука, тогаш ние како Совет ќе донесеме одлука која што мнозинството ќе ја изгласа. Од првите две точки, значи не навлегувам во тоа што веќе 10 пати ви го имам кажувано, они требало да знаат како треба внатрешно да работат. Да пријавуваш активности е едно, а да не пријавуваш, значи не се забранете. Ние веќе имаме интервенција од Сдруженијето ДПД Мантово 10 пати. И како може да не ја побараме опремата? Значи таа опрема не е лично нивна. Ворете тоа некој приватен фатил и донирал на Серхан или на Ердал. Тоа е ворет. Ние тоа што е нашо, односно на општина Конче, си го побаруваме назад, бидејќи тука на еден начин и се врши злоупотреба на службена положба. Нема постапување, дали се разбираме? Втора работа, уште посериозна, ние неаме уредовите, јас ги знам луѓето, јас сам работил претходно со нив, значи немат соодветна категорија. Како ќе му дадеме камион кој човек прво не е специализиран, второ нема значи соодветна дозвола. И мислам дека повеќе нема што да разговара. Ова ако го сега не го знаете, за наредни пат ќе ве молам како градоначалничко прашање према советникот да ми го доставите. Благодарам. Градоначалник, овде нема спомнано нешто за камион или било што. Овде е спомнано чизми, ракавици и така нешто. Не да спомнувам сега, те кажувам, значи луѓето, како можам јас да му дадам на некој советник да управува, значи ќе дадам, еве вие сте последниот пат сведок, давам службено возило, даваме соодветно овластување. Мислам елементарно непознавање ова луѓе. Не можем да му дадеме, како да му дадеме возило на конкретен кој да доброволец, кој он нема соодветно... Добро, ДПД Мантово што управува, на нив им е дадено овластување да користат тоа возило. Па да. Така? Да. Од ваша страна? Освен тоа, има соодветна... Од ваша страна е дадено тоа овластување? Има соодветна категорија за да управува такво моторно возило. Дај мислам дека тука нема основ за дебата. Како нема основ? Значи, вие на некој начин давате овластување на ДПД Мантово, давате програмата е изгласено, значи ново формирано здружение што е формирано, ако не се лажам, првите месеци од 2026 година и сега уште да им ги земаме чизми, не знам, разноразни работи. Тоа што не е како сакаме да функционират они? Како сакаме да Ама функционират? дека се биле спречени да постапуваат, ве човече, ние имаме... Ама ќе бидат спречени за чако, ние им земаме сите работи. Зашто додека не се констатира некоја со записник од соодветни институции, ние не смееме да им ги земаме сите работи. Обврската ќе биде моја и на сите вас, доколку еве карикирано се случи сега пожар. Ние имаме луѓе, дали знаете дека сегашните луѓе одеа со патики на интервенција. А јас и општина Конче и целата администрација, значи преку неколку институции имаме извршено набавка за таа опрема, не е за дома да седе у магазинот кај некој. Молим ти се, мислам тука нема простор за дискусија. Благодарам. Морам да кажам некои работи. Мислам оти надлежност на градоначалникот не е да се меша у невладени организации. Значи тие се невладени организации, институција што некој ја сам формирал и функционира на начин како што му дава законот. Вие градоначалник сега може не добро ќе кажам, ама вие го осудувате претходното здружение како нефункционално, како не. Мислам оти ние грешката да направиме, ако се сеќавате, јас кажах, нека се формира уште едно ново, двете ќе ги поддржуваме, кога ќе биде по-добро, ќе му дадеме можност да функционира понатаму, ако треба и ќе изголемаме средствата. Ние сега се доведеме во ситуација, ако некој не ни се допаѓа, да го уништиме, а некој што ни се допаѓа да му дадеме. Ќе кажам, да бидам... Как не? Ние градоначалник, да се слушаме. Јас не ви упаднах ништо у збор. Кога ќе се докажам, тогај може да кажете у кој дел не сте задоволни. Мислам оти ние да дадеме 1 милион на здружение што е формирано 15-20 дена, му дадеме 1 милион пари. Како ние знаеме колку се способни тие луѓе за да ја дадеме 1 милион пари? Како вие утврдите оти тие ново печените
пожарникари са спремани за се. И наложите на вашите советници да гласат да и дадеме милион пари, од како вие оценка направите од тие способните луѓе. Значи, сите тие луѓе што беа у Горици, има сертификати, удија на обуки, вршија одредени работи, се додека ние не ги закучиме, не и кажаваме, пари нема за вас и вие што сакате правите. Мислам, донираните средства може да донесеме одлука да се поврнат тогај кога ќе пропадне Сдруженијето Горици. Мислам од Сдруженијето Горици бъде у регистар постоја како функционално здружение, а како функционира ние оценка може да даваме. Иначе не можеме ние, кога ни текне тогај да ја зимеме опремата на некои невладени организации, што се изборили на некој начин да тие донации не се дојдели оти, ние сме се борили како општина само. Ако ние не е постојало здружение против пожарно, дали ние сме земали донација како општина? Значи, врз база на здружението тие донации са дојдени и сега ние ќе осудуваме некој уред, ако не е функционално, ако затвори институцијата, ќе ги земеме тие работи, ќе ги сакаме да ќе си ги повлечеме, а минче вака функционално. Ние не може оценка да даваме на них дали функционират или не функционират. И аз мислам и новите нема да функционират. Как ќе функционират и новите ако не и дадеме милион? Ние, градоначалник, за да го Горици, да и префрлиме сите работи на Мантово, значи требаше да се изберат луѓе со капацитет, способни, биле у некоја институција, што обувале таа дејност, па ние ги земаеме од дома истите луѓе. Што вредат повеќе тие у Горици? Како споредба ќе направиме ние? Која е нивната вредност, која е на другите? Ако ме питате мене, значи поспремани се од Горици. Колку години функционират они? Функционират дъзи години што се удиле и на обуки и на се. Не треба така да гледаме на работите. Требаше тогај да ме разберете, да дадеме и на них одредени средства, кој на терено ќе се покаже поспреман, тогај да го уништиме, едноставно не да го уништиме, лош збор кажаха, ама да не му дадеме средства и да престане да функционира. А ние сега вака пред време даваме оценка за некој кој е поспособен. Кој исти са и тие. И тие ги земаеме од дома и тие. Толку вредат. А иначе, вака сега, ваква одлука нема да поддржам никој пат. Значи, секогаш одлука кога се предлага, и вие сами кажувате секогаш, предлагате одлуки што немат позадина. Вашата одлука има ли позадина? Што имате доставено вие за вашата одлука? Немате ништо доставено. Како ние ќе дигаме рака за некоја одлука, што имате доставено како незадоволство? Значи, вие имате само еден папир што одлука да ги поврнеме средства што сме и донирале. Па и татко ти да ти даде донација, после одредено време не можеш да ја повлечеш. Не можеш да си ја повлече. Значи, има правило там, не може ти... не е во ред, не сум се докажал. Значи, не може гардеробот ти да повлечеш од некој што користил или сукинана или неупотреблива и да правиме мабет за некои работи. И јас мислам оти и донацијата што се возил са дадени на Горици. Зашто ги избришавате таблите на вие бројките на возилото ако Горици институција што не постои и што не е функционална? Значи имаше ли на возилото ДПД Горици напишано? Имаше. Зашто ги избришавате да пишавате Мантово? Што Мантово заслужува за това возило? Значи постоеше Горици кога возилото се донираше? Мантово ли постоеше? Да не се правиме, нели, сега јас против тие или ти против другите. Значи, сите сакаме да напредува општината, ама не вака. Јас секој ќе давам шанса на две, па да изберам по-добри кој е. Секој ќе давам шанса, а вака не е добро. Не е добро за никој, ни за нас, ни за луѓето. Пред време да осудуваме некој да кажеме не функционира, не го бива или мислам оти требаше ние, колегите не ја разбраа работата, мисля оти против некој сам јас. Не, требаше да дадеме на двете. Ако сме дадели на тај милион, на тај давам 500.000 и да видиме кој е по-добар. Ако тај покаже по-добри резултати, на него ќе дадеме се. А не вака сега ќе се уништуваме ние партиски тука ќе гледаме кој го бива, кој не го бива. Нема да ја поддржам одлуката ваква, како што Одговор на реплика. Значи, советник ќе те замолам во ред за забелешката ваша. Прилично кога ќе земете да дебатирате, да користиме некои барем што се малце достини. Уништување нити јас
Овели? Морам да кажам. Одлуки не донесувате вие граначалник, донесуваме ние, вие ги спроведувате. Значи, така не е добро. Секогаш наваѓате ман на нас, оти користиме некои зборови, вие користите зборове, значи вие ги спроведувате одлуки, че ги донесува Советот, а вие не донесувате одлуки. И врз база на това ще укажувате вие дека ДПД Горици не е функционално, за това трябвало да изготвите папир и на него да го ставите у документацията и ние да видиме според кои причини вие мислите оти ДПД Горици не треба да функционира и трябва да му се отземе опремата. Вие врз база на вашето мисли со одлука, предлог одлука, да и го одземеме сето това што сме го дадели на користеине, вие сакате да дигнеме ние рака и да го земеме. Па имате ли вие сега усмено кажувате вашето незадоволство? Усменото кажување незадоволството не се базира на ние не може да донесеме одлука според вашето мислење. Затова трябвало сето на папир да го ставите и ние да го разгледаме и да видиме дали треба да го дадеме или не треба да го. Значи не одат така работите. Вие секојаш навагите мана на вас, ние оти прекјутно ги воздржуваме се од работите што лејки да па вие и прегеска направите не за дополнување на дневен ред, вие не сте за дополнување на дневен ред. Затоа имате група, ќе кажете на никој ќе дополнува дневен ред. Да не е во ред. Значи не е во ред. Не сум се докажал, значи не е во ред. Председателки. Значи додека не се докажам не е во ред. Во ред, ајде. Значи секојаш прекинуваш, не треба да прекинуваш. Додека мислата не се целосно изкаже, не кажувам, терај. Ако мислите така трябва да функционираме. Терај. Началник, не знам што се случи последните неколку месеци. Јас кога гледам вашиот Facebook профил, значи вие сте се викате нели само поло работно време е бил председател во располагање на пожари и така натаму. Вие на вашиот Facebook профил секој сте се пофалили, не сте пофалили, ама имате објави дека се гордеете со противпожарно друштво Горици, оператива. Така да, еве сега да ви кажам, на 30 август имате споделено дека сакам да изразам огромна благодарност до членовите на ДПД Горици и ТПП Радовиш за брзата интервенција во атарот на село Ракитица, што е интервенирано. Друго нешто. 30 јули 2025 година. Еве нека видите советниците. Значи вие имате споделено дека почнуваме со изградба на помошни простории и гаражи кои ќе бидат наменети за потребите на ДПД Горици. Во моментот споредувам постапка за набавка, донација на противпожарна возила и поголем дел од противпожарна опрема. Продолжувам. Тоа е едно нешто. Што на некој начин вие тврдите или искажувате мислење дека не функционирало и претходно ДПД Горици како што треба. А од друга страна, сегашното ваше мислење не на некој начин не пасува со вашите објави што е било пред неколку месеци. И што ќе биде утре друг ден ако кажете дека за 2 месеци еве да вратиме опремата. Тоа е едно нешто, пошто на некој начин не одговарат вашите мислење, објави и така натаму и тврдење. Друго, значи председателката треба да внимава кој ќе става некоја точка на дневен ред, значи да има некоја позадина, врзосно на шо. Да, вие точно дека викате дека се води постапка и така натаму. Ама постапката додека не е завршена, ние не смееме да донесеме одлуки. Шо сме ние, кој сме ние? И затоа предлагам да се одложи. И додека немаме записник, констатација на било какво нешто, без разлика од која соодветна институција. Мислам дека оваа точка не треба да има на дневен ред. Затоа имам предлог на одложување на точката. Реплика на прашањето и на образложението. Значи, да, точно е тоа. Ако сте провериле, точно е дека миналата година сум кажал и пак го кажах и не го кријам. Луѓето работе. Еве, кажи ми, ти не ми даде одговор на првото прашање. Како да му дадам јас на лицето кој, ете викам, не е соодветно. Како ќе интервенира? Абе, не е проблем. Опремата и нема и да не ја врати. Кажувам ти, значи луѓето си имат
проблем со самиот закон. Ти не можеш да управуваш специјално моторно возило ако немаш соодветно. Не си бил на обука, не си го како да ти сега не знам како да ви објаснам. Разбираме ли се? Значи јас разбирам, да, вие можеби треба да заштитите некој. Пак го викам, ако јавна е седницата и јас кажувам, во моментот ДПД Мантово пројавува одлични резултати во интервенциите, набројав ги предходно. Кога ќе се случи, не дај Боже, да истите работи не се извршуват, таа опрема, тие возила не се на тие луѓе, разбираме ли се? Тие се собственост на општина Конче. И сега, како да ви кажам, кажак ви го, има покренено постапка, соодветните институции, кога ќе се произнесат дека одредено лице или одредено здружение не е виновно за тоа што во наводници е забелешка, тогај ќе дебатираме. Иначе, пак ви викам, прашањето, објаснејте ми, функционират ли? Јас сум доброволно, значи програмата не поминала. Ке е полесно сега до вас ке седеше председател или заменик председател и ке каже, вие не сте управо градоначалник, ние како доброволно здружение, и ако не поминахте програмата, еве ви 5 интервенции. Сега, вие упорно сакате нешто да кажете, жал ми, ама стварно мислам дека дискусијата не ви воопшто. Морам да кажам, оти беме повикани. 2-3 пати се јавувате за истата точка. Кога сме повикани, мора да кажеме. Сакам да кажам, градоначалник, вие сега спомнувате дека ние сме против некој или некој браниме. Ние сме нашата општина да се развива, нека има и 5 противпожарни друштва. Ќе го решиме може полесно проблемот, пожарите ги решаваме. Ние нити бранеме некој, нити некој сакаме да наградиме. Ние сакаме у нашата општина да функционира секшо личе, како што треба. Како и вие може да сакате така. Не викам да не иките. Ама вие не може да давате оценка кој повеќе го бива од двојцата. Значи за нешто, дозволи малку. Значи за нешто, кога ќе дојде нешто ново у некоја институција, било која, за това постојат обуки, надградби, нели, едукација и така се усовршуваат луѓето. Вие камионот кога го набавите, веќе усовршено ли беа луѓето у Мантово? Значи секој пат за това постојат систематизации, постојат надградби у сите институции. Значи ако возилото дојдело, вие тврдите оти може и немало. Јас не знам кои се и членовите на ДПД Горици. Не ме интересира ни на институцијата. Сакам да кажам. Значи, што и да дојде, за това постоја надградба. Едуцираш човек, обучеш и функционира. А иначе сега вака Мантова по-добро за 2 месеца, од тие 10 години искусни по-добро, не знам, малку несериозно това. А и сакаме да доставите незадоволство на папир и да видиме че гласаме и нема да гласаме. Инче ваква одлука сега за мене одлука без показатели. А борец сега вие ќе не надгласате, ама ето дојдеме до проблема што кажах јас на двете да и дадем па да видиме кој е по-добро. Не съветник. Значи, дефинитивно и аз стварно мислам дека или неките да ме разберете, или толку може да разберете. Како да му дадам на одредено лице да управува нешто за кое оти не разберете? Втора работа, ќе го оставаме оваа што е покренена постапка за институциите да отврдат. Двете постапки, пројави интерес да видиме, не се играјте играчка, дебатираме за нешто што е нонсенс. Не дебатираме, ние дебатираме за твојата одлука. Дозволи сега да го говорам, бидејте парламентарни. И сега дета, кажак, нека пројават интерес, е можност. Значи не дај Боже да нема ни еднач ден. Ама ти не може седеш дома, куцаш на тастатурата на телефоно, значи сега да морам да окажем ова, миналите, дозволи сега биде парламентарен. Па миналите интервенции, јас кажувах, јас не треба да ги координирам таквото, да треба да оти ми се јавил командирот, мислам. Вие не ги знаете, па може проблемот е това заради това што не ги знаете кои се од ДПД Горица оперативи. Не подценувам никој, ама пак викам, еве во моментот кажејте ми, ако застапувате ги интересите на правичноста, кажејте ми со име и презиме, овај човек е активен член, има обука, еве он ќе биде управувач на таа специализирана цистерна, джип или шо и да е. Уборно 10 пати не дебатирам повеќе, благодарам. Добро. Последно.
Јас мислам дека да се донесат, како што вие викате, од одредени институции. Било каква одлука, заклучок, и тогаш да се стави на дневен ред и да се гласа за таа точка. Секој дека тогаш кога се донесат ќе се стават дополнително, од што ќе има. А што сега ќе направиме, значи да земаме и после да им даваме? Што ни е поентата, началник? Што ни е поентата? Што треба, значи, на ДПД Мантова да им се додели опрема ли? Да донесеме одлука, да им доделяме на нив? Извини, сега провоцираш ме да треба ти упаѓам токото. Последните две интервенции доброволци интервенираа увлечни упатки. Нема сега смешно е за тоа. А да и купувате донесеме одлука да и што е купуваме. работи? Што е проблем? Што е проблем? Зашто ние сега да го земеме тие кога можеме да набавиме? Значи, јас мислам дека треба да се одложи. Во случај ако не Дебатата е исцрпана според мене, јас пробак три биде да се Уште Вашиот добраште само. предлог. Дали одлуката правникот тука уред сега што ја предложи? не се базира на ништо, на никаков документ од соодветна институција дека не се користи само. Биде ставен на гласање. Гласајте. Не знам, тоа ако се гласа да им се земе програмата. Го ставам на гласање предлогот од страна на колегата Серхан за одложување на оваа точка, која е за одложување. Само момент. Побели? И да се достават и сите документи. Со доставување на сите документи. Како докази дека не се користи опремата. Во ред ќе биде заведено на записникот која е за одложување на оваа точка. Тројца за, против, 4, воздржани, 1. Точката ќе биде ставена на гласање според дневниот ред. Предлог одлука за повлекување на одстапена противпожарна опрема на користење и чување на доброволно противпожарно друштво Горици оператива Конче. Кој е за? 5 за, против, воздржани? Против 1, воздржани 2, така? Продолжуваме со точка 7, анекс на програма за работа на Сдружение Организација на жени на општина Конче за 2026 година. Дали имате прашања во однос на оваа точка? Може едно образложение, ако сакате. Знаеме дека на почетокот или на крајот на годината, кога се носеа програмите на Сдруженијата, поради ограниченоста на средствата во програмата за јавни дејности, немаше предвидено од областа на културата во програмата Последниот совет, значи, добијах Оврска или земакси за Оврска, предложените неколку екстрадни уметници да ги исконтактирам и да видиме кои понуди ги дават. Значи, од 5 луѓе успеах 3 да добијам. Значи, прв беше Јордан Митев, со разговорот, значи, со него, кажа, приближно и това што ланската година го кажа како понуда. Значи, вика, оваа година правам отстапка, за 3.500 евра е понудата да настапува комплет со неговиот оркестар и озвучување. Значи, понуда од Јордан Митев за 3.500 евра, понуда од Владко Миладинов, ски, мислам дека беше, 2700 евра и понуда од Василија Петрова 2200 евра. Според мене овие се одлуките, ако сакате моје мислење, тоа е, ќе ги цитирам изборовите на Владко Миладиновски, значи и вика јас сум бил, дајте можност на луѓето кои што не се биле, според моје видување настап не е
и мала Василија Петрова. Јордан Митев е бил, мислам дека ласта година беше и у Долни Липови, така да ваша е одлуката да се произнесете сите индивидуално. Дали имате дополнителни прашања? Доколку нема, го ставам на гласање анекс на програма за работа на Сдружение Организација на жени на општина Конче за 2026 година. Значи со одлуката да им се да. исплатат и средствата, да нема посебно барање, бидејќи ќе нема 260.000 денари. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3. Продолжуваме со предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 2026 година. Дали имате прашање во однос на оваа предлог програма? Доколку нема дополнителни прашања, го ставам на гласање предлог програма за изменување и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на општина Конче за 2026 година. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3. Продолжуваме со предлог програма за изменување и дополнување на програма за одржување локални и полски патишта и зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Конче за 2026 година. Дали имате прашања? Доколку нема дополнителни прашања, имаш прашања? Повели? Да кажем 2-3 збора Повели, по да. програмата. Програма како програма, нели, направи имеа добра и претходниот пат и сега ја надополнуваме. Иначе не сум задоволен од поработата по програмата, а парите одата, ефект кој никаков нема. Дури и неприметлив. Саках да кажам, може и на комисијата спомнувах, најдобро ако донесуваме програмата баре за патишта, улици, за било што, да определиме парите, да ги определиме по име и по презиме. А иначе вака, определувајќи и парите, да речеме 8 милиона дополнување на буџетот, а после да се чудеме дека се прави и што се прави, нелогично за советници. Мислам оти најдобро тука да речеме Конче, милион, Лубница, милион. И така по одредени места и да се утврде кои улици приоритети имат за правење. Иначе вака бланко дадеме ние 7 милиона и после според нас злоупотреба, според некој придобивка, не е добро. Мислам оти мора совото да се научи как да функционира веќе. Ние сме, мислам оти, повеќе од циркус. Да земеме малку да си плюнеме на раците или да сванеме сериозно институцијата советник или да не доваѓаме општината, нека функционира как знае, умее и готово. Мислам оти не е добро вака само програма по програма цифра да милионите си ги дадеме и влажуваат се дека и одговара на администрацијата. Толку би имал. Доколку нема
дополнителни прашања и забелешки, го ставам на гласање предлог програма за изменување и дополнување на програма за одржување локални и полски патишта и зимско одржување на локални патишта и улици на територија на општина Конче за 2026 година. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3. Пауза ќе направиме сега. 10 на 15 минути.